Светот е сведок на момент на пауза, од кој можно е да се почне одново. Глобални настани, како почеток или крај на долга војна, државен преврат или природна непогода, се моменти во човечката историја што можат јасно да укажат дека претходната фаза во општествениот или економски развој завршува, а почнува нова. Одлуката е целосно наша. Пред кризата предизвикана од COVID-19, бевме исклучително гласни за последиците од начинот на која водевме економијата и за тоа што и се заканува на планетата и на човештвото ако продолжиме. Си дававме уште неколку декади пред целосната катастрофа за живиот свет на неа. Еден од начините е трансформација на економијата. Пред да ја рестартираме, мораме да се согласиме каква економија се посакуваме. Таа е само средство што го дизајнираме за да не однесе до целите што сами си ги поставуваме. Денес имаме не само луксус, туку и обврска да го редизајнираме ова средство за да стане соодветно за сите. Новото закрепнување ќе биде закрепнување на луѓето и на планетата. Мора да ги дизајнираме плановите сега, додека сме на врвот на кризата. Кога кризата ќе заврши, ќе има стампеда од стари идеи и примери кои ќе побрзаат работите да ги решат на својот стар, добар начин. Ќе бидат направени исклучителни напори за да се спречат новите иницијативи. Социјалниот бизнис може да биде решение. Тоа е бизнис создаден исклучително за решавање на проблемите на луѓето. Се додека економијата останува наука за постигнување максимален профит, нема да можеме да се подпреме на неа. Не можеме да ја исклучиме преку ноќ, но владите мора да направат простор за препознавање на социјалниот бизнис, за неговата можна улога, кредибилитетот и ефективност. Во новата фаза на функционирањето на нашиот глобален систем, секој треба да исчекори со својот талент за решавање предизвици и да создаде собствен социјален бизнис. Создавањето огромен број сосема мали, но исклучително вредни иницијативи ќе го сменат курсот на движењето на економијата и на другите сфери во општеството.